Они ја сменија онаа од Дуи што беше председателка на Комисија за труд и социјална политика, кај што се разгледуваше законот за бранителите, и од Дуи не го ставаа на точка на дневен ред, и ја сменија или Редаути. Демек сега кога ќе дојде овие нашиви од Влен да председаваат со комисијата, нема проблем, законот ќе биде. Доаѓа од Влен председателка на комисијата, вика законот за бранители нема шанси да го ставаме на дневен ред. Додека во законот не се стават и УЧК. Ние како коалиција Влен нема да дозволиме да се стави предлог на законот за бранителите на дневниот ред без да бидат опфатени и припадниците на УЧК. Мислам дека секоја дебата после ова не е потребна. Че ВМРО ДПМН у предизборието, у желба да крене национален дух, целата кампања водеше дека сега Дуи, Влен и сите ќе видат како се води држава у ќош. Да. Поентата е дека они им го ветуваа законот за бранители. Ковачки го ветуваше законот за бранители. Сега амандмани ние ќе го блокираме законот за зарама беше тие некои законски измени кои што многу им значеа на реално на војниците. Се доека во тој закон не се вметнати бранителите. Значи со толку пратеници они пак не може да се спротистават на помалиот коалиционен партнер. Тоа е срамотата. Нешто ни кажат сега, нешто на ова што ни писна, што ги караше ко мали деца ги строеше. И си ја затвори седницата, нема потреба од дебата. Ај сите по дома. Или Редаути кога го правеше ова исто што го прави сега господја од Влен, нашите колеги од медиумите беа многу засегнати, прашања поставува. Не ги гледам сега другиве колеги вака да реагираат, да имаат некоја реакција по ова, да поставуваат прашања у група, у собраниска група и така натака. Заради тоа што огромниот дел веројатно си тераат некоја политичка веројатно агенда. Не принципиелно е кога била или Редаути да биде чекај се зошто вака направија, а кога е сега не знам како си господја од Влен, сега ќе си ќутиме и нема да ја збориме темата.